Акумулацијата градче со капацитет од 1,5 милиони кубици вода, меѓу другото, нуди извонредни услови за организирање спортски и рекреативен риболов. Бистрите планински води од реките кои извираат во подножјето на Соговските планини се идеални за одгледување на крап и клен, како и на други видови сладководни риби. Впрочем, овие можности одамна ги согледаа вработените во водостопанство Брегалница, кои своевремено во кафези одгледуваа крап. Освен тоа, во повеќе наврати беше извршено порибување на езерото за во екот на сезоната да се организира спортски риболов. Меѓутоа, во последните 2 години градче е без концесија, па овде никој не води сметка за планско и организирано стопанисување со рибниот фонд. Ваквите состојби и реакциите на кочанските риболовци беа причина пратеникот Иван Иванов да упати конкретно прашање до представниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со барање одговор кога ќе се распише нова концесија за стопанисување со рибниот фонд во вештачкото езеро Градче. Кога може да се очекува распишување на концесија за оваа акумулација? Заменик министерот одговори дека во тек е постапката за распишување концесии за Градче, но и за другите езера и реки, на кои е предвидено спортско и рекреативно риболовство. Временскиот рок не е прецизиран, но логично е концесиите да ги добијат кандидатите со невисоки понуди. Не само на нова акумулација, туку и на други рекреативни зони и риболовни ревири е подготвена документација која што согласно законот е доставена до владата во соодветна процедура и се надевам дека на следната седница на влада, значи со донесувањето на одлуката за започнување на постапка за спроведување, односно донесување на одлука за донесување на одлука за формирање на комисија за спроведување на истата постапка, истата ќе биде објавена и заинтересираните лица, значи не само за акумулацијата Градче, туку и за другите рекреативни зони и на риболовните ревири ќе можат сите да ја видат и нормално согласно интересот да достават соодветни понуди, откако ќе достават соодветни понуди. Инаку на езерото секојдневно рибарат риболовци од Кочан и Кочанско, кои понекогаш знаат да се пофалат дека фателе капиталци крап или сом и дека самото езеро и неговата околина овозможуваат вистинско рибарско